Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани планира да отвори 2 центри за ран детски развој. За таа цел ќе се адаптираат 2 простории во градот и во селото Тракање, а инвестицијата е со подршка од УНИЦЕФ. Општина Кочани ќе добие 2 центри за ран детски развој, што ќе ги опфатат децата од предучилишна возраст, а чии семејства не се во можност да им обезбедат целодневен престој и изгрижување во градинка. По потпишувањето на меморандумот за реализација на проектот Основање и функционирање на центри за ран детски развој, финансиската подршка за отворање на овие обекти ја презеде канцеларијата на УНИЦЕФ во Република Македонија. При тоа, обврска е на општината да обезбеди простории во кои ќе работат центрите, како и да спроведе постапка за избор на изведувач кој ќе ги изведе градежните работи за нивна адаптација. Според проектот, предвидено е едниот центар за ран детски развој да биде сместен во училница во подрачното основно училиште Никола Карев во селото Тракање, додека другиот ќе се лоцира во просторија од спомен домот Асном во Кочани. Проценка е оти во двата центри би биле опфатени околу 50 деца на предшколска возраст. Постапката за избор на најповолен понудувач е во тек, односно завршено е пријавувањето на заинтересираните фирми, пошто деноиве треба да се направи евалуација и ќе следува потпишување договор. Во очекување е адаптирањето на просторот да заврши до средината на април, пошто ќе следува опремување со дидактички средства и со мебел, како и обука на лицата кои ќе работат со децата, а што како обврска го презема УНИЦЕФ. Задача на општина Кочани е пак да обезбеди месечен надоместок за едукаторите. Инаку центрите за ран детски развој се еден вид алтернатива на градинките, но тие не обезбедуваат целодневно згрижување и исхрана, туку имаат само организирана програма за рано учење и развој, што вообичаено трае по 2 до 3 часа во текот на денот. Започна да тече рокот во кој стечајните работници можат да поднесат барање до Агенцијата за вработување за да го добијат месечниот надоместок. Со законските измени што ги донесе парламентот, се очекува да бидат опфатени околу 3500 лица во целата држава. Започна да тече рокот за пријавување на стечајните работници во центрите за вработување, за да го добијат надоместокот што законски им следува. По измените што Собранието на Република Македонија ги усвои за законот за стечајците, тие се надеваат дека овој пат ќе добијат решенија со кои ќе започне редовното месечно исплаќање на парите. Рокот за поднесување на барањата е 1 година, а тие се доставуваат електронски, при што стечајните работници треба да понесат само лична карта за идентификација, а останатите документи агенцијата ќе ги обезбеди по службена должност. Доколку барањето не може да се поднесе електронски, стечајните работници тоа ќе можат да го сторат во архивите на центрите за вработување. Со измените во законот за стечајните работници се очекува околу 3500 лица да добиваат месечен надоместок во висина од 34% од просечната исплатена месечна нето плата од минатата година, односно по околу 7600 денари. За оваа намена со ребалансот на буџетот веќе се обезбедени дополнителни средства, а надоместокот ќе можат да го користат невработените на возраст од најмалку 52 години за жени и 55 години за мажи, со најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна собственост на државата, при што работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни оваа година. Законот за стечајни работници стапи во сила на 20 март, а еден ден претходно беше донесен од страна на Собранието на Република Македонија. Луѓето само да ја оставаат храна на штраковите, но да не превземаат други активности, за тие да ги преживеат ниските температури во овој период. Тоа се препораките од Македонското еколошко друштво, кое со писмен допис ги известува граѓаните како да се однесуваат со преселните птици, кои неодамна дојдоа во нашиот регион. Поради зачестените обиди граѓаните да им помагаат на штраковите во Кочанскиот регион за да ги заштитат од студот, од Македонското еколошко друштво испратија писмен допис со известување како треба да се постапува со овие птици. Меѓу другото се наведува дека потребно е луѓето да им оставаат само храна на штраковите и да не се обидуваат на друг начин да интервенираат поради ниските температури и врнежите од снег. Во известувањето стои овие птици имаат своји физиолошки и морфолошки адаптации за преживување на ниски температури и се додека имаат храна, односно ако реките и другите водни тела не се замрзнати,
тие ќе го преживеат краткиот период на паѓање на температурите. Исто така се нагласува дека иако штраковите стојат навидум неподвижни на отворен простор или во нивните гнезда, нема потреба од дејствување, затоа што на тој начин тие си ја зачувуваат телесната топлина. По доаѓањето на преселните птици во Кочанскиот регион биле забележани обиди од страна на луѓето да ги заштитат со засолнување во затворени простории и да им даваат храна што не е соодветна за нив. Во препораките од Македонското еколошко друштво стои дека доколку граѓаните сакаат да им помогнат, треба да им остават мали сладководни риби или сурово пилешко месо во близина на гнездата и да се оддалечат. Прво место за ученикот Даниел Димитровски од Основното училиште Малина Попиванова на државниот надпревар по информатика и информатичко размислување, што се одржа викендов во Скопје. Ова е голем успех како за ученикот, така и за Кочанското училиште, па и за целата општина. Прво место на државен надпревар. Ученикот Даниел Димитровски на одржаниот надпревар по информатика и информатичко размислување на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки во Скопје, во конкуренција од 20 најдобри ученици на ниво на Република Македонија, го освои единственото прво место. Димитровски работи и се подготвуваше под менторство на наставничката по информатика во Основното училиште Малина Попиванова, Сања Тодорова. По успехот на регионалниот надпревар, јас се пласирав на државниот надпревар на кој постигнав одлични резултати, или да кажам најдобри, каде што го освоив првото место на ниво на Македонија. Во силна конкуренција јас освоив максимални поени 110 од 110. Голема благодарност до мојата наставничка која ме подготвуваше, Сања Тодорова, која ме подготвуваше упорно и вежбавме секојдневно и постојано, и ова е успех за мене, како и за моето училиште. Ова е трет пат ученици од Малина Попиванова да бидат први на државниот надпревар по информатика. Ученикот Даниел Димитровски, 7 одделение на одржаниот државен надпревар на Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство го освои единственото прво место во силна конкуренција од 20 најдобри ученика од целата држава. Ученикот покрај дипломата за освоено прво место, кое што секој ќе му послужи во понатамошното школување за стипендија, доби и ваучер од Семус Едукација за дообразување од областа на информатиката, односно онлайн курсеви за C++ програмирање. Трет пат учествувам на надпревар информатика, трет пат на државен надпревар и трет пат освојуваме прво место. Значи, ние најправим како наставници треба да ги лоцираме пред се тие ученици, кои што покажуваат не само интерес на редовната, туку и надвор од редовната настава. Со оглед на тоа што рангирањето беше на ниво на целата држава, ова е голем успех за ученикот, како и за училиштето. Учениците од ова Кочанско училиште продолжуваат и понатаму да редат успеси, како на регионални, така и на државни надпревари. Со свечена академија и положување цвеќе на бистата на патронот, одбележан патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче. Со изведба на македонската химна од страна на хорот на училиштето започна свечената академија по повод патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче, која што се одржава од Центарот за култура Бели Мугри. Учениците и наставниците се потрудиле и оваа година на публиката да и прикажат интересни точки кои ги подготвија за таа прилика. На свечената академија настапи училишниот хор и оркестар, а пееја и ученици по одделни композиции, како и химната на училиштето во изведба на ученичката Глорија Велкова. Понатаму учениците подготвиле ритмички игри, скечеви, како и драматизација на бегалка во изведба на учениците од предметна настава од Централното и Подрачното училиште. Присутните гости во преполнетата сала ги поздрави директорот на училиштето Благој Давидков. Нашето училиште го носи името на народниот херој Раде Кратовче. Пред точно 74 години Раде Кратовче со неговиот другар Љупчо Сантов загинаа на планината Осогово, го дадоа својот живот за нивната татковина и нашата татковина нормално,
Република Македонија. Во таа чест денес, во 9 часот, нашата делегација положи свежо цвеќе на споменикот на Раде Кратовче, кој се наоѓа пред нашето училиште. Во 10 часот положивме цвеќе на спомениците на Раде Кратовче и Лјупчо Сантов, кои се наоѓаат во паркот во Кочани. А во 19 часот ќе започне свечената академија, што ја подготвија нашите ученици со помош на нивните наставници, ментори. Сите овие активности што ги правиме само поради една причина. Сакаме да одадеме почит на нашите народни херои кои загинаа за Република Македонија. Нивните имиња нека останат вечно запаметени, да се паметат за секогаш. По повод празникот на бистата на патронот во дворот на училиштето и во паркот на Револуцијата беше положено свежо цвеќе. На 67 години по кратко и тешко боледување почина рокерот и гитарист Симеон Иванов Канго. Зад себе има оставено 7 музички албуми и 4 стихозбирки. Во својата 50 годишна музичка кариера настапувал на разни манифестации и концерти, а беше организатор и на космополитското движење Мактеон. Погребот ќе биде извршен на 27 март во 13 часот на градските гробишта во Кочани. По кратко и тешко боледување во 67-та година од животот на 26 март 2018 година почина рокерот и гитарист Симеон Иванов Канго. Симеон Иванов на кочанската и пошироката македонска јавност е познат како музичар кој остана доследен на негувањето на музиката на светски познатиот музичар Џими Хендрикс и со право за многумина беше продолжувач и верен проследувач на овој познат светски рокер. Канго повеќе од 50 години се занимаваше со музика и уметност како поет и сликар, а беше основач и на македонското културно движење Мактеон на локалитетот Горно Градче, кое што ја промовираше македонската нација, култура и јазик и кое што беше организирано по повод раѓањето на Александар Македонски. Канго зад себе остави 7 музички албуми: Воскреснување во 1991 година, Вознесување во 1994 година, Реинкарнација 95 година, Вдахновение 96, Проповеди 96 и Проповеди втор дел 97 и Откровение 2007 година. И 4 книги поезија: Воскреснување, Вознесување, Вдахновение и поемата Распетие. Македонската музичка јавност ќе го памети по бројните настапи на концерти и други јубилејни настани по повод одбележување на државни, културни и спортски манифестации. Во Кочани Канго ќе го паметат како човек кој со години ги продолжуваше музичките и културните традиции со генерации наназад, оставајќи белег и во членувањето во повеќе музички групи и локални инструментални состави. Како роднокраен автор беше член на литературниот клуб Копнеш при библиотеката Искра. Канго беше препознат ли по својот немирен творечки дух и необичен и несекојдневен стил на музицирање и облекување, поради што го нарекуваа македонскиот Џими Хендрикс. Социјалните мрежи од утрово беа преплавени со коментари и изразување сочувство до членовите на фамилијата на Канго за смртта на нивниот сопруг, татко и дедо. Телото на Симеон Иванов Канго во капелата ќе биде изложено на 27 март во 11 часот, а погребот ќе биде извршен во 13 часот на градските гробишта во Кочани. Следува информацијата од спортот. 11 медали освоија членовите на карате клубовите Партизан и Кочани на меѓународниот турнир Газибаба Опен што се одржа во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што повеќето од нив се млади талентирани каратисти од кои доправа се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубовите Партизан и Кочани забележаа уште еден голем успех на домашните надпреварувања. Тие освоија вкупно 11 медали на меѓународниот турнир Газибаба Опен, што викендов се одржа во Скопје. Над 650 надпреварувачи од поголем број карате клубови од Македонија, Србија, Словенија, Црнагора, Бугарија, Албанија и Косово беа учесници на турнирот на кој имаше силна конкуренција. Потврда за успехот на двата клуба од Кочани е што тие учествуваа со вкупно 20 каратисти, а половината од нив се закитија со медали.
Кај представниците на карате клубот Кочани, најуспешен беше минатогодишниот спортист на градот Љубомир Давидков, кој во конкуренција на јуниори до 68 килограми имаше 3 борби и исто толку победи, со што го освои првото место и златниот медал. Сличен успех имаше и неговата клубска колешка Елена Стојанова, која настапи во категоријата деца од 10 до 11 години до 40 килограми и се закити со сребрен медал. Покрај неа во истата категорија настапија и Илија Охумуш и Иван Арсов, кои освоија сребрени медали, а таков успех постигна и Наталија Карова во конкуренција деца од 12 до 13 години до 45 килограми и Верица Карова кај деца од 14 до 15 години до 47 килограми, кои исто така се закитија со бронза. На турнирот Гази Баба Опен во Скопје со 10 представници настапи и карате клубот Партизан, при што тие освоија по еден златен и сребрен и 3 бронзени медали. Првото место во борби заслужено му припадна на Филип Стојанов, кој настапи во категоријата до 45 килограми за деца од 10 до 11 години. Покрај него добар настап и успех меѓу надпреварувачите кадети имаше Кристијан Грозданов, кој во категоријата до 52 килограми го освои сребрениот медал. Со бронза од Скопје се вратија Бојан Сандев во категоријата деца од 12 до 13 години до 40 килограми, Даниела Алчинова во истата категорија над 50 килограми и Драгана Ѓоргиевска во категоријата јуниорки над 59 килограми. Јас сум Филип Стојанов, тренирам во карате клубот Партизан Кочани. Се натпреварувавме од 10 до 11 години во категоријата борби комите машки, мина 45 килограми. Имаше доста надпреварувачи. Јас се надпреварував во првата борба со од Бугарија Некон и го победив 5-3. Во втората борба од Косово го победив 8-0. Третата борба со Кочани го победив 2-0 и во финалето од Маваши клуб во Скопје го победив 3-0. Ќе учествувам во кавадарци. Имам се сме тројца во категорија и мислам дека имам шанса да одам на Балканско во Србија. Јас сум Бојан Сандев. Јас съм преварувал во категорија минус 40 килограми, 12 и 13 години. Јас првата борба победив на прогласување, а втората изгубив. И јас ќе учествувам на државното во кавадарци во категоријата минус 42 килограми. Генерација 2006. Јас сум Кристијан Грозданов, тренирам во карате клубот Партизан од Кочани. Учествував во категоријата минус 52 килограми во кадети 14 и 15 години и го освоив второто место. Имав 4 борби за да достигнам второто место и изгубив во финалето. Јас сум Даниела Алчинова, надпреварував се у категоријата комите за девојчиња од 12 до 13 години во категорија плюс 50 килограми. Имав 2 борби, од кои што првата ја победив, втората ја изгубив. Сега во кавадарци се надевам дека ќе освоим добри резултати, дека ќе се пласирам за Балканското првенство во Србија. Јас сум Драгана Ѓоргиевска, вежбам во карате клубот Партизан Кочани. Се напреварував во категорија комите женски плюс 59 килограми. Имаше силна конкуренција, ама јас сум задоволна од резултатите, така што освоив трето место. Очекувам резултати, мислам дека ќе постигнам поголеми резултати отколку сега. Следниот викенд нашите каратисти ќе учествуваат на државното првенство за деца, а тројцата најдобри во секоја категорија ќе обезбедат настап на Балканското првенство за деца што ќе се одржи во Србија.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.